Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден писател и за една негова збирка раскази, писател кој што представува за мене вистинско книжевно откровение. Можеби најголемо откровение за мене од 2025 година, иако мислам во подолг временски период. Писателот е Вилијам Тревор и тој е сметан за класик на ирската литература, така што тој си бил откриен многу пред јас да го откриам, така што за мене представува откровение, затоа што сега се го читам за прв пат и се воодушевив и сватив зошто е сметан и за класик на ирската литература и за великан и мајстор на расказот како форма. Значи збирката што читав е оваа збирка раскази далеко од ирска, во издание на Или и превод од англиски на Ацо Перовски. Пред да кажам неколку збора за збирката, би сакал да кажам дека може да ги поделиме писателите во неколку групи, ако не е тоа потребно, меѓутоа има писатели што ми се чини дека повеќето писатели, дури оние што строго се држат до романот како форма, во одреден период во животот се обиделе да пишуваат раскази. Можеби не објавиле збирки раскази, меѓутоа се обиделе во расказот како форма. Значи има писатели што строго се држат до романот и мислам дека многу малку има кои што никогаш не се обиделе да напишат расказ или да пишуваат раскази. Има многу писатели кои што се микс од двете, значи имаат објавувано и збирки раскази и романи, и Вилијам Тревор, иако се смета за мајстор на расказот, е таков писател, значи има објавувано и романи и збирки раскази, иако мислам дека е попознат по неговите раскази. И имам писатели, например, како Чехов, кој што иако мислам дека се обидел да напише роман, легенда на расказот, Алис Манро, Реймонд Карвер, значи писатели кои што строго се држале до расказот како форма и го усовршиле и се сметат за мајстори на расказот. Иако Вилијам Тревор пишувал романи, сепак од кога го исчитав сега сватив дека влегува во тој онака пантеон на најдобрите писатели на раскази, и тоа го тврдам, иако има и други сјајни писатели, да речеме, на раскази, сепак мислам дека е многу сериозен раскажувач и писател. Значи оваа негова збирка раскази, кој што мислам дека е прво дело објавено на македонски од Вилијам Тревор, не сум сигурен, мислам дека е прво дело, содржи 17 раскази, сјајни раскази, одлични раскази, и всушност и самиот наслов ви кажува, значи обединети се околу едно нешто, тоа е дека действието на сите овие раскази се одвива надвор од Ирска. Значи буквално и всушност оригиналниот наслов е Outside Ireland. Действието се одвива во Лондон, во Англија, во Франција, во Италија има некои раскази. Значи тоа е идејата, дека тука се обединети околу тоа нешто овие раскази. Значи ова е една од неговите збирки раскази, значи ова не е the best of или колекција на најдоброто од Вилијам Тревор, и си велам ако овие раскази тука се толку добри во една од неговите збирки, можам да замислам какви, и тоа ме натера да побарам, и ќе го побарам на англиски некоја the best of или збирка со неговите најдобри раскази, и можам да претпоставам што се таму ќе најдам. Вилијам Тревор е роден во 1928 година и живее до 2016 година, и ако можам стилот негов општо земено да го споредам со некои од другите великани на расказот, повеќе би го, ако сте читали Алис Манро, повеќе оди натаму, значи зборува за расказите навидум се обични, за обични ситуации, за обични луѓе, значи ме потсети можеби најмногу на Алис Манро, значи без драматични краеви на расказите, значи нема многу драма во таа смисла, меѓутоа тој се занимава со обични луѓе, со можеби луѓе кои што некогаш се чувствуваат изолирани, иако тоа не го покажуваат на површината, можеби живеат со некакво тивко очајание, и едноставно, например, како што има еден расказ, пример, за еден генерал, пензиониран генерал, кој што е нели гаджија, нели се уште се држи, има прислужничка дома, па се шегува, па ќе оди во паб, па ќе оди на некаква прослава и така натаму. Меѓутоа гледаме под сето тоа една длабока осаменост и изолираност и чувство некакво на загуба.
Пишува Вилијам Тревор и за бракови кои што се распаѓаат, можеби без многу драма, родители кои што татко кои што ги зема децата да бидат со него на викенд и мислиме имаме една некаква слика за него додека трае расказот, за да на крај сватиме дека под површината се крие нешто сосема друго, се крие распаѓање и несигурност и така натаму. И многу од нештата всушност треба како читатели да ги исчитаме меѓу редови, затоа што Вилијам Тревор се смета за мајстор на импликацијата значи многу нешта се имплицирани, не се дадени директно и отворено, меѓутоа како ако сме внимателни, вредни читатели ќе може да ги исчитаме нештата, значи да исчитаме не само внатрешната состојба на ликовите, туку едноставно да го прочитаме нивното минато, каде се наоѓаат, зошто се однесуваат така како што се однесуваат и така натаму, значи Вилијам Тревор пишува директно, онака со економичен јазик, директен, диалозите звучат природно, приказите многу често влегуваат, почнуваат без многу воведи и описи, така натаму и градење на сетингот, за да почнат со едно 2-3 реда диалог или со некакво прашање, значи кога ги читаме овие раскази, може речиси да забележиме дека кај Тревор постои една дистанцирана емпатија, значи нема голем, можеби емотивен набој или влог во расказите, меѓутоа сепак може да замислиме како автор дека ги чувствува, за неговите ликови. Меѓу другите теми што се присутни се можеби каењето или на загубата, чувството за пропуштени шанси, некакво емоционално откровение. Значи Вилијам Тревор ги дава нештата такви какви што се ги прикажува и останува на нас како читатели да донесеме, не да донесеме морални судови или заклучоци, туку да едноставно како што кажу да прочитаме меѓу редови и да едноставно ни даде на подлабоко разбирање за какви се карактерите, ликовите и каде можеби се наоѓаат во животот и зошто се наоѓаат таму каде што се наоѓаат. Има одлични раскази, да речем, има еден од најсилните кога се два лика, едно момче кој што се враќа на распуст од едно училиште каде што учи со една таа го придружува една девојка која што работи таму како перачка, како едноставно работи во тоа училиште, во тој интернат. Се враќаат, момчето е дрско, се однесува лошо со келнерот таму, се однесува лошо со неа. Таа го разбира, пробува да го смири, значи и за да подоцна, значи сета таа тензија, сето тоа лошо однесување, напнато однесување, сватиме зошто, од каде доаѓа всушност, да ја сватиме позадината на тоа момче, да ја сватиме незината состојба, која што е речиси безизлазна, речиси е безнадежна и така натаму, значи многу силен контраст, многу и предизвикал кај нас и тој расказ барем кај мене предизвика силни чувства за и едноставно не знам, не сочувство, можеби разбирање за тоа момче и на некој начин и сочувство и емпатија за таа девојка. Има исто еден откачен расказ за еден човек кој што со неговата жена има интернат за момчиња кој што се онака тапа не им оди во училиште и кренале сите раце од нив и ги земаат кај нив да ги спремат, да го поминат некаков испит за да може да се образуваат, меѓутоа под сето тоа скриено е физичко и емоционално насилство, за тоа ескалира со смртта на едно дете и целото нивни свет се разоткрие, се разурне. Или расказ за еден човек кој што е напуштил неговата сопруга и неговата ќерка и живее во Италија, во некое село таму и случајно ќе сретне неговата ќерка која што не го видела со години и години и човек кој што смета дека тој му припаѓаат нештата и живее со такво чувство на entitlement, скржав, безобзирен спрема другите, меѓутоа убеден е дека тој дека него му било наштетено и така натаму, дека жена му била крива. Се среќава со ќерка му случајно во еден италијански град и тука приказната односите, комплексните односи меѓу нив.
татко кој што, како што кажав, кој што гледаме дека се обидува да се грижи за децата, да ги зема за викенд, а потоа сваќаме дека всушност е алкохоличар, дека неговиот живот се распаѓа. Значи, обични приказни за обични луѓе, меѓутоа комплексно, сложено, длабоко напишани приказни. Комплексно и тоа е не вистинскиот збор, може би комплексни се емотивно, меѓутоа се едноставно напишани, и тоа е тајната, и тоа е магијата на Вилијам Тревор, и тоа што е она што ме воодушеви краевите, дури сигурен сум дека намерно тоа го правил. Обично многу често писателите сакаат со крајот нешто, например да изненадат или да финишираат, можеби на силен начин, со некоја панчлайн, некоја силна последна реченица, тоа кај Тревор речиси сите многу рамно, многу едноставно завршуваат расказите и не се обидува да ве воодушеви со самиот крај. Така што тоа беше моето прво искуство со Вилијам Тревор. Споделив со вас неколку мисли за тоа што ќе најдете во оваа збирка, за тоа како го доживеав јас стилот на Вилијам Тревор, како влијаеше врз мене читањето на оваа збирка, за тоа каков му е стилот, за тоа со какви теми се занимава и што може да најдете во овие раскази. Нема да должам повеќе, од срце ви го препорачувам Вилијам Тревор. Зборуваме сега тука за навистина перфината и голема литература. Може да го најдете, да го земете, да го прочитате. Мислам дека нема да зажалите. Толку беше за ова видео, за Вилијам Тревор. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!